Здраво, лавови! Добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и се за месец јули. Значи, овде ќе зборуваме за нештата што ќе доживееме во јули. Ќе зборуваме за многу аспекти од животот, на многу полиња ќе се однесуваат овие нешта, ќе се однесуваат на многу од вас, за многу од вас, токму поради тоа не може се да биде за вас. Она што не го чувствувате како порака за вас, едноставно ви нема смисла, тоа не е ни за вас. Значи, оставете, не обрнувате внимание. Фокусирајте се на она каде што се пронаоѓате. При да започнеме, кратко само да ве подсетам, не заборавајте, претплатете се, лајкувајте, коментирајте, споделувајте. Заследете не значи затоа што за најверните следбеници ќе има и подарок, бесплатно тарот толкување, лично бесплатно тарот толкување. И да не должиме, да видиме што носи јули за вас, драги мои лавови. Ајде вака. Да започнеме од ова, каде некаква одлука се носи, некакво решение ќе биде донесено. Буквално може да се најдете од било која страна на приказнава. Дали сте вие тие што ја носите одлуката, или вие сте тие што ќе ја чуете одлуката, тоа вие знаете, меѓутоа се носи некаква одлука, или пак се вагаат некакви, се мерат некакви можности или ситуации што да се направи, како да се одлучи, во чија корист. Меѓутоа, одлуката ќе биде донесена. Може некоја вага има улога, може некој близнак во сето ова, може би е судски спор, може би е било што во животот и нема врска нити со правото, нити со законот, нити со ништо такво. Може да биде било се. Меѓутоа, јас гледам овде дека нешто завршува. Овде вака работите сега ќе бидат кристално јасни, затоа што до сега не беа. Нечии тајни се откриени, нечии постапки ќе бидат откриени, некој од некого нешто сокрил, некој од некого нешто затаил или пак може се работи за клеветење. Може ќе бидете обвинети за клеветење или вие некого ќе обвините, може и тоа да биде. Меѓутоа, јас гледам дека некаква неправда некому е нанесена. И сега работите ќе се избалансираат. Пресудата е донесена, буквално вие или некој се чувствува овде како на судниот ден. Ова е конечна одлука и не одговара на тој што ќе ја чуе, не му одговара воопшто. Може сте вие, значи ќе се загрижите, затоа што ова е голема работа, ова е голема институција или голем човек, или пак само некој кој игра голема улога во вашиот живот. Вие очекувавте може дека ќе бидат луѓето поблаги, дека ќе знаат да простат како и обично, меѓутоа не. Овој пат се сурови и се цврсти во одлуката, јасни. Овде вака нешто ќе биде одсечено, нешто ќе биде отфрлено. Некаква ќе се пресече нешто. Така и така ќе биде. Разоткриени се тајните, за жал за тие што имале тајни, за среќа за тие што ги разоткриле. И сега вие сте растргнати помеѓу идејата да реагирате или да се воздржите. Затоа што знаете дека ако реагирате ќе биде уште полошо, а да се воздржите едноставно не ви дава ситуацијата, не можете да се помирите со ништо. Ако одлучите да реагирате, ќе биде тоа малку несовесно, затоа што освен што ќе влошите ситуацијата, друго нема да постигнете. Значи, ако го слушате ова пред
да се случи нештово, ако се пронаоѓате во пораката, се разбира, не реагирајте. Не реагирајте затоа што идеалната работа што може да ја направите овде сега е да се воздржите. Да се воздржите и да го скротите во вас тој гнев, таа лутина, таа избувливост, да ја скротите. Тоа е најдоброто што би можеле да го направите. Со тоа може некако ќе се извлечете или може некако ќе ги смирите овие немирни води. Што и да направите, ќе направите нешто подобро отколку ако реагирате избувливо. Сега за сега тие тајни или тие работи што беа скриени од вас ќе се откријат кон крајот на месецов. Значи ова е нешто друго, за друг некој може да значи нешто е сокриено од вас, некоја неправда ви се прави. Меѓутоа, кон крајот на јули очекувајте да знаете, да откриете, или пак ако не се тајни, ако е нешто што не го знаевте, очекувајте дека ќе дојде, дали во вид на порака, дали некој ќе ви каже, дали како инспирација, дали како идеја, дали на сон ќе добиете идејава и поракава, некако ќе дојде, тоа бидете сигурни дека ќе дојде, затоа не реагирајте пред да знаете се. И откако ќе дојде, вие ќе си ја почувствувате моќта, да, ќе си ја вратите моќта, некако до сега може би ви беа одземени можностите да реагирате или нешто ви беше одземено и сега ќе си ја вратите моќта и можноста да ги исправите нештата што не беа како што треба. Единствено што може да направите, единствено што може да ве погоди сте вие самите себе во случајов, затоа што вие сами себе само може да се повредите овде. Другите нема да ве повредат, бидете сигурни, што и да прават, какви одлуки да носат. Та нема толку да ве погоди колку што би ве погодило ако вие самите направите нешто што не е за правење. Сега ви кажа, ако успеете да се воздржите, ако успеете да го скротите во вас сето тоа, или пак успеете некој друг да скротите, зависи каква ви е ситуацијата, тогаш ќе одржите некаков баланс. До тогаш нема баланс, верувајте. Сега да видиме за некои други лавови што ќе се случува, што ве очекува. Не мислам, туку сум сигурна дека некои лавови ќе склучат брак во месец јули. Тоа е дефинитивно за некого. А за други од вас, ако не е брак, тогаш вие ќе склучите некаков договор, некаков пакт, некакво сојузништво, што и да е, во нешто влегувате, но ова во кое влегувате е големо, прилично големо, ако институција, а и бракот е институција, значи големо и тоа, така да нешто е многу големо, нешто кое вам ќе ве промени. Ова пред се ќе ве промени вас самите. Свесни сте дека влегувате во еден нов животен циклус, свесни сте дека се ова е ново и го чувствувате товарот на обврските некако, го чувствувате товарот на обврските кои се уште ви се непознати. Треба да ги совладате, треба да ги научите, треба низ нешто да поминете. Но ја имате и силата, и ментална, и физичка, и каква и да ви е потребна, вие ја имате. Воопшто ништо нема да ви изфрли од центарот, ќе биде убаво, ќе биде супер, затоа што во случајот гледам дека и другиот, овој со кој сте склучиле сојузништво, пакт, брак, што и да е, и другиот ќе помага. И тоа ќе помага многу добро. Дури некогаш подобро и од вас ќе знае да ги води работите, тој ќе води во некои ситуации. И ќе постигнете многу, вие навистина ќе постигнете многу ако е брак. Овој брак е
е нешто најдобро што можете да си го направите. Ако се разбира и во љубовта, вие сте свесни дека е најдоброто, меѓутоа како решение, како одлука е најдобра. Зашто ја гледам дека некои од вас малку и се исплашени од ова, ви представува, ви се чини дека е нешто многу големо, нешто голема е промена и воопшто да не се грижите, воопшто да не се плашите. Ова е нешто што ќе ве направи среќни. Ова е апсолутно правата одлука што сега ја носите. Апсолутно. Некој од вас може би пак ќе наследат некаков бизнис, некаква фирма, ќе наследат куќа, ќе наследат автомобил, нешто, некакво наследство ви предстои. Може би па само ќе купите некаква досега афирмиран бизнис, фирма, нешто сепак, значи нешто е големо, навистина е многу големо, нешто кое ќе ве направи и вас многу, ќе ве дигне ќе ве крене во статус. Статусот ќе ви го крене нагоре. Во секој случај ќе ви го крене и брак, да е вашиот статус се менува, нели, не сте веќе сингл, сте во брак. Ако е нешто во кариера, во бизнис, во финанси, повторно ќе ви го крене статусот. Ако е нешто, може и на работа, може таму некакви успеси ќе постигнете. Големи успеси. И таму ќе ви се подигне статусот. Очекувајте навистина големи успеси. Се ова што го правите сега и што ќе го правите во јули, ова ќе биде долгорочно и ќе донесе големи успеси за вас. И тоа е тоа што може најмногу да се каже овде. Драги лавови, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!